Тето во годинава не одржа организиран настан посветен на 30 годишнината од независноста на државата. Пред споменикот на револуцијата во центарот на градот, во сопствена организација се појавија представници на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Општинската организација на СДСМ. Положија цвеќе и оддадоа почит на паднатите борци. Немаше представници ниту од локалната самоуправа, не се интонираше државната химна. На граѓаните се обратија и од двете партии. Почитувани граѓани, сакам од мое лично име, од името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да го честитам денешниот празник, 8 септември, денот на независност на Република Северна Македонија. Денеска е третиот наш македонски Илинден, денеска е остварувањето на борците, на целата борба која што македонскиот народ со векови и другите народности заедно со векови стремеле да ја постигнат. Независноста на Македонија е единствената работа за која што директно се врзува македонскиот идентитетот на граѓаните на Република Македонија. Независноста е нешто кое што треба да го чуваме и кое што е белег на нашата држава и нација. Почитувани сограѓани, на овој ден, пред точно 30 години, граѓаните на Република Македонија храбро и одлучно се решија за своја сопствена, самостојна и суверена држава, остварувајќи ги вековните идеали на своите предци. Овој ден треба да ни е потсетник на сите, колку е вредна слободата, колку е скапоцено да си имаме сопствена држава која е заедничка мајка на сите нас. Но очигледно е дека во општина Тетово не се запознаени со ова. Како што може да видите, општинските власти не сторија ни најмал напор да го одбележат овој голем датум. Очигледно, поимот заедништво, соживот и почит кај нив постои само на хартија и во предизборието. После тоа, ништо. Почитувани сограѓани, татковината е многу повеќе од именка, од топоним, од географски одбележена територија. Македонија е нашата единствена заедничка мајка, која заслужува да се чествува секој ден. Нека ни е вечна, суверена, самостојна и независна нашата Република Македонија. Честит 8 септември. На овој ден пред 30 години се одржа референдум на кој околу 75% од 1,3 милиони граѓани со право на глас се изјаснија Македонија да стане суверена држава.